Да останеме обединети и да ги зачуваме вредностите за кои борците ги положија своите животи, е пораката по повод 80 години од победата над фашизмот. Пред споменикот на партизанските гробишта, државни делегации, Сојузот на борци и армијата положија свежо цвеќе и се поклонија за жртвата која ја дадоа борците за слобода. 9 мај е круната на македонската идеја за сопствена држава, денот во кој се остварија сите надежи да бидеме свој на своето, слободни и независни, порача вице-премиерот Димовски. Каде што историјата во својата тишина зборува најгласно, со воскликот на храбрите македонски партизани, борци и херои, смрт на фашизмот, слобода на народот, да упатам повик до сите нас, да останеме обединети, да ги зачуваме вредностите и придобивките за кои борците ги положија своите животи и да работиме на иднината која тие ја сонуваа. Слободна, праведна и европска Македонија. Министерот за одбрана упати порака до земјите членки да ги препознаат нашите напори и она што е впишено во суштината на Европската Унија, да биде единственото мерило за да станеме дел од ова големо семејство. Ние не бараме скратени патишта. Бараме фер пристап и можност. Бараме оно што е впишено во суштината на Европската Унија да биде едно единствено мерило за нашата подготвеност да бидеме дел од ова големо семејство. Во време кога повторно како земји правиме се за мирот и безбедноста да биде реалност на целиот континент, Европа мора да биде силна. Да не заборавиме на огромната жртва која како народ ја дадовме во борбата против фашизмот. Денес го славиме мирот, единството и заедничките вредности што не обединуваат како и европски народи, порача премиерот. За Македонија, Денот на Европа не е само символика. Тој е потек за уште посилна посветеност кон европските вредности, реформи и напредок. Нашиот пат кон Европската Унија е пат на достоинство, работа и надеж. Македонија припаѓа во Европа со својот идентитет, култура и визија за иднината. Обединети во различноста, силни во заедништвото. На Денот на Европа, 9 мај ги славиме победата над фашизмот, слободата, демократијата, еднаквоста и почитувањето на човековите права. Овие вредности се нашите водилки на македонскиот пат кон Европската Унија. Преку реформи, диалог и соработка, земјава покажува посветеност кон европските идеали, градејќи општество заснувано на правда, инклузивност и просперитет. Порака упати и собранискиот спикер, како носител на демократскиот легитимитет, собранието ќе продолжи активно да придонесува во напредокот на реформските процеси и усогласувањето со европските стандарди. 9 мај нека биде потек за уште посилна посветеност кон европската иднина. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.